Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Започната е првата фаза од штрајкот на локалните и регионалните медиуми. Седницата на Советот на општина Тетово денеска беше прекината бидејќи советниците не го изгласаа дневниот ред. Лишен од слобода 51-годишникот Тетово кај него пронајден над 1 килограм марихуана. Почитувани, штрајкот има позитивни резултати и продолжуваме до постигање на целите. Реакција од владата веќе има, а денес продолжуваме со првата фаза, што значи дека од 19 до 19 часот и 30 минути ќе има гастење на нашите програмски содржини. На екраните на телевизиите ќе биде испишана следната содржина. Штрајк, нашиот медиум како членка на Сдруженијето на локални и регионални медиуми, Медиум Објектив, штрајкува заради игнорирање на нашите барања испратени до владата и надлежните институции. Соочени со тешка финансиска состојба, локалните и регионални радиодифузери, членови на Сдруженијето Медиум Објектив од вечерва со прекина програмата од половина час започнуваат штрајк. Револтирани се што 5 месеци нема добиено повратен одговор од владата на барањето да бидат ослободени 50% од дозволата за вршење на дејноста. Според Димитар Мицев, последниве години добар дел од медиумите на локално и регионално ниво ставија клуч бидејќи се помалку пари се слеваат од маркентишкиот колач. Ние барањето кон владата го упативме 11 месец минатата година и до ден денеска се уште немаме никаков одговор, нити се разговарало, нити се преговарало за нашето барање. Всушност основата е ослободување на 50% од плаќање на дозволата за вршењето на нашата дејност. Пробувам, тоа е едно од сите барања, затоа што до сега сме биле дел од преговорите за промени на дел од законите за АВМУ и всушност или формирање дури и на фонд за медиуми. И од сите тие години во преговарање нема ништо подместено од точка 0 и почнуваме да бидеме малку и погласни. Мице смета дека е потребна и промена на законската регулатива. Според него не може висината на одредена казна да биде исти за локалните и за националните медиуми. Паралелно не е регулирано одлевањето на маркетингот по странските канали кои се емитуваат во земјава. Несватлива е забраната општините да не плаќаат за соопштение по медиумите, ниту пак има одговор зошто се уште не е формиран фондот за медиуми за кој Мицев има конкретен предлог за распределба на парите. И ако има некој начин за да се влеваат средства за опстанок на медиумите, лично сметаме дека поврзаноста на колку медиумите се вклучени во плаќањето на пензиското и на здравственото осигурување на своите медиумски работници, толку да учествуваат на дел од колачот од тој медиумски фонд. Практично да биде, да се знае, да има мотив медиумот да се развива во кадровски аспект и во висина на платите. Доколку не им бидат исполнети барањата, локалните регионални медиуми невуваат зголемување на прекинот на програмата, а ќе почнати со бојкот на информирање на носители на јавни функции во регионите каде што емитуваат програма. Седницата на Советот на општина Тетово денеска беше прекината бидејќи советниците не го изгласаа дневниот ред. Значи, денеска видовме како се прегазуваат, не се почитуваат регулативите, законите и подзаконските акти на Советот, со кој функционира Општинскиот совет. Значи, ова не е прв пат. Ние секоја седница бараме да се почитуваат овие регулативи, да ни даваат материјали за дневните редови, што ги имаме за дневниот ред, за да се разгледа на документација и според нив да се постапува. Исто така и денеска имаше некои тентации за да не се става точка во дневен ред која ние баравме, да се разгледува, да не информираат во врска со договорот со приватна фирма за вработување, нови вработување за општинските потреби. И исто така ние го поддржувавме и барањето за да се стае како точка на дневен ред, да ни информираат и да ни ги достават сите документи во врска со работите во улицата Страшо Пинџу.
Едниот советник, значи вработениот колега, дал оставка по службена должност за да доаѓа од БЕСА, за да доаѓа по ред другиот советник. Значи треба да се верифицира мандатот на тој идниот, следниот советник, но тоа за да се достигне до тоа треба први да се гласа дневниот ред. Значи воопшто не се пуштивме во точките на дневниот ред. Хендикепот е во гласањето на дневниот ред. Не поминуваше дневниот ред. Значи седницата може да продолжи со минимум да има 16 советници. Значи има кворум каде може да се работи, но да се помина дневниот ред требаше да има 16 гласа и после првата точка ни беше верификација на мандат на нашиот советник. Сега другите советници замисли блокираат за верификација на мандатот на нашиот советник. Не ја разбирам нивната ситуација и нивното мислење зошто така прават, али ова е ситуација со 15 гласа не може да се прави дневен ред и да почне со работа советот. Значи дневниот ред беше закажен со 7 точки. Оние има едно барање за Страшо Бинзур да се дискутира, но као прва точка. Ја им реков дека треба 8 точка поред да се стави као дополнителна точка. Оние не сака така, сака да биде прва точка да се дискутира или да направат шоу, не знам што. И има едно друго барање за да се дискутира со договор на дело луѓето што ги имаме вработени што треба да ги вработиме во општина Тетово. Но ние имаме извештај, квартален извештај каде што се дискутира за овие работи. Ја им реков дека овие работи треба да се дискутираат во тоа време кога ќе го имаме таа точка. А не според работите што ги прават медиумите, пошто советот има свој начин на работа, не начинот или програмата што ја имат медиумите. Ако не се усвои дневниот ред, ќе видиме како да ја поминуваме оваа криза. Но во текот на времето ќе бидете и вие известени дали ќе помине оваа криза или ќе има друга поставка. Изминативе 3 дена регистрирани се серија земјотреси во регионот. Најмногу погодена е Босна и Херцеговина, но потресите се чувствуваат и во земјава. Најсилен земјотрес во Македонија беше регистриран завчера во регионот на Пехчево со јачина од 4 степени по Рихтер. Од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија Скопје велат дека е тешко да се предвиди дали ќе има нови потреси. Афтершоковите се по правило послаби од главниот удар, главниот земјотрес, меѓутоа треба се напомене дека освен земјотресот 104,2 магнитуда што е случен во епицентрално подрачје другата страна на границата на Република Бугарија, сите останати регистрирани кај нас се земјотреси кои се регистрираат исклучиво од инструменти. Значи нема никаква манифестација, значи човекот не може да ги осети. И затоа не верувам дека не би требало да се очекува било каква друга посериозна сеизмичка активност. Тоа не кој можел да ви каже со сигурност. Значи ја не можам да кажам дека нема да има. Значи како што кажав дека силни земјотреси од ова епицентрално подрачје, период на повторување е 500 години. Со појавата на пандемијата со COVID-19, целото здравство, но и вниманието на луѓето се насочи кон решавање на предизвиците од болеста COVID-19. Намалена е во голема мерка превенцијата во однос на другите болести, а лекарите потенцираат колку е таа важна во однос на раната детекција на хронични и малигни заболувања. Во периодот сега во кога е корона болеста, значи некако подваливме што се вика со превентивата, која што е доста важна во делот на спречување и рана детекција на хроничните заболувања. Во делот на примарното здравство, значи ние имавме насочени скрининг цели, особено за кардиоваскуларните болести, за диабетот, бубрежните заболувања, рана детекција, значи на деформитети кај децата кои што за жал, значи со короната на некој начин не се наоѓа време да се работат и ги одложивме за некој догледен период. Нив спаѓаше значи повик на пациентот, една крвна анализа, ЕКГ, значи мониторинг и во однос на одредени алгоритми, значи се пресметува одредени значи ризик фактори кои што ги има самиот пациент за добивање на конкретното заболување.
би спомнал значи дека е исто така доста значајно и на некој начин затаено и превентивните или рани скрининг програми кај пациентите, особено женската популација, како што се значи немањето на доволно термини за ехо прегледи на дојка, за мамографија, кај женската популација, кај машката популација за ехо на простата, кое што е исто така доста битно. Така да на некој начин фали превентивата, фали во делото, особено на примарното здравство, бидејќи превентивните прегледи се насочени за тој дел од здравството. И би рекол исто така, значи во делот на превентивата, освен што фали превентивата во здравството, во примарното здравство, фали една континуирана и насочена здравствена едукација спрема пациентите за рано доаѓање или значи рано обраќање спрема лекарите на некој начин, за да се што она што може да се превенира, да се превенира. Лишен од слобода 51-годишникот Тетово, кај него пронајден над 1 килограм марихуана. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 19 часот и 10 минути на улица Благоја Тоска во Тетово лишиле од слобода 51-годишен тетовец, затоа што при преглед му бил пронајден над 1 килограм марихуана. Марихуаната била пронајдена во неговиот ранец и во објект во близина. Распоредена во различни садови и кеса, а пронајдени исто така биле и зипер кеси. Тетовецот е задржан во полициска станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен поднесок за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, казниво по член 215 од Кривичниот законник. Со соодветен поднесок тој денеска ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Следуваат останатите детали од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници вчера во 16 часот на улица Благоја Тоска во Тетово лишиле од слобода 36 годишникот Скопски Грчец и 67 годишникот Тетовски Групчин, кои биле пријавени од 50 годишникот Тетовска Шипковица, вработен во градски паркинг Тетово, дека физички го нападнали и го попречувале во извршување на работните задачи. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 11 часот и 30 минути на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 21 годишникот Тетовско Озормиште, кој претходно бил пријавен од 39 годишен тетовец дека му се заканил со остар предмет. Се расчистува и документира случајот. 39 годишен гостиварец пак вчера во 19 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот и 20 минути во автоперална на улица Панче Поповски во Гостивар бил физички нападнат од нејзиниот 23 годишен сопственик од Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 9 часот 29 годишен тетовец пријавил дека претходниот ден на улица Илинденска со огнено оружје му се заканил 45 годишникот Тетовско Долно Палчиште. Денеска тој ќе биде повикан во полициската станица Гостивар. Се расчистува и документира случајот. 31 годишна тетовка пак вчера во 12 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавила дека на улица Борис Кидрич во Тетово нејзиниот малолетен син бил каснат од куче скитник.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!